Храмот Успение на Пресвета Богородица во Гостивар утрово ги собра верниците од Гостиварско на Света Златоустова литургија. Со литургијата чиноначелствуваше митрополитот на Брегалничката епархија господин Иларион во сослужение на Тетовско-Гостиварскиот митрополит господин Јосиф и митрополитот Кумановско-Осоговски господин доктор Јосиф, како и свештенослужители од повеќе епархии. Верниците се помолија за здравје, мир и спасение, а владиката на Тетовско-Гостиварската епархија во својата беседа зборуваше за вербата во Бога, која треба да биде непоколеблива, искрена и силна, потсетувајќи на примерот на големи свети ликови од православието. Со својот пример ја преобразија и човечката култура и писменост, како што кај нас тоа направија светите браќа Кирил и Методи, светиот Климент и наумните чудотворци, на кои должиме богослужението на светата литургија на македонски јазик. Таква категорија на слушатели сме повикани да бидеме и ние, да го пазиме словото во добро и чисто срце, да ги исполнуваме евангелските заповеди и да донесеме стократни плодови. Тоа можеме да го направиме единствено, живеејќи во светотаинскиот подвижнички живот на црквата. Затоа да доаѓаме во храмовите, да постиме, да се молиме, да се причестуваме редовно со светите тајни Христови, стекнувајќи добродетели. Величенственоста на денешната света архиерејска литургија ја надополни женскиот младински хор Менада од Тетово под диригентство на маестро Ивица Зорич. На литургијата верниците се причестија со светите Христови тајни. Обстанокот на костеновото дрво на шар планинскиот масив е под знак прашалник, предупредуваат познавачите на приликите. На денешната традиционална шарпланинска костенјада која се одржа во Тетовско Беловиште, од Институтот за одржлив развој, истакна дека од година в година големи површини на костеновата шума се заболуваат од рак на кората, која ги суши дрвјата. Проблемот може да се надмине со отстранување на заболените стебла од рак и засадување на нови насади со костен, велат од Институтот. Отаму додаваат дека овие активности треба финансиски да ги поддржи државата, затоа што костенот е многу значаен за заштита на животната средина, но помага и во спречување на ерозивни процеси. Он е добар за сите ерозивни подрачја во Македонија, а пресе и шарпланина, знаејќи дека шарпланина во голем дел е клизиште, со тоа што и неговото широколисто растение е оној амортизерот во делот на глобалното загодување, ода што се случува од индустријата и од сообраќајот пресе, значи костенот со неговото широколисто растение е оној кој што буквално го прочистува воздухот и што прави нови количини. Пак едно прашање, имате доста вакви манифестации, порачувате, апелирате на некој начин државата да пресеме мерки за заштита на костенот, меѓутоа дали има некоја реакција од нив? Истакнавте и во претходните години дека ќе поднесете предлог иницијатива на собранието за финансирање на тие кои што сакаат да ја обноват костенената шума. Така, значи и во минатите години сме апелирале, значи нашата работа е да ја инициираме и да предлагаме. Значи ние покушаваме да бидеме оние кои што исто понатаму ќе учествуваат во процесот на донесување на и креирање на политики. Меѓутоа, до сега, ова е наша мерка, не сме успеле да ја донесеме, тоест да ја излобираме, со тоа што мислам дека во предизборјево е најдобро да сватат дека костенот не е само
оној кој што е потребен за воздухот или за тоа. Он е потребен за екзистенцијата на ова население. На Шарпланинската костенјада се презентира голем број костенови производи, кои за жал се поретко се среќаваат на македонскиот пазар, поради болеста која го зафаќа овој плод. Живеам во подрачје кај што има костен. Тоа е од животно значење за сите. Тоа е костенот е едно од најздравите растенија, не само во Македонија. Насекаде, меѓутоа има појавено некоја болест што страда, ние го викаме рак на кората. Меѓутоа кај нас доле струмичкиот дел не е толку застапено. Меѓутоа овде е повеќе веројатно. Од кои причини не знаеме. Колку е ваквите манифестации придонесат заштита ова стеблото костеново, колку тој инициира да институциите помогнат за заштита на ова дрво? Не зависи од нас. Има повисоки инстанции. Тие треба да водат позитивна кампања, ако треба и третирање, авионски третирање има во други држави. Значи тоа е растение што се вика, еве ние сме производители на костенов мед, пример. Тоа е најздрав мед што постои во светот, мислам сите анализи се знае дека костеновиот мед не е само енерганс, него и лек. Многу јак лек. И мислам дека ние пчелари ќе бидеме први што ќе бидеме презадоволни од тоа. Значи, дај Боже да се заштити нормално тоа. Не само костенот, сите растенија, сите дрвца. Невладините организации неколку пати алармирале до институциите да преземат конкретни мерки за заштита на костенот, но досега надлежните останаа глуви на ваквите апели. Поради ракот на костеновото стебло во македонското законодавство, костенот е прогласен за редок вид дрво во шума. Две лица се потешко повредени во две сообраќајни незгоди што во текот на вчерашниот ден се случиле во Тетовско. Како што информираше портпаролот на СВР Тетово Маријан Јосифовски, првата сообраќајка била околу 15 часот и 30 минути на регионалниот пат Тетово-Пирок пред училиштето во Калник. При тоа автомобил Опел Астра управувано 75 годишен жител на Голема Речица удрил во 70 годишна жена пешак од Новосело 2, од што таа здобила тешки телесни повреди, скршеница на главата и други повреди. Со друго возило повредената била пренесена до Тетовската клиничка болница и по укажаната помош во неконтактибилна состојба била пренесена на скопските клиники. Втората сообраќајка се случила во 23 часот и 40 минути на крстосницата од булеварот Илинденска и улицата Ѓосе Стојчевски и во неја учествувале автомобил Голф управуван од 22 годишник и мопед Томос што го управувал 33 годишен тетовец. Во незгодата мотоциклистот здобил скршеница на левата подколеница и по укажаната помош во Тетовската клиничка болница и тој бил упатен на скопските клиники. Увид на местата од двете сообраќајни несреќи извршиле јавен обвинител и екипи на СВР Тетово и се работи на утврдување на причините, околностите и се друго поврзано со сообраќајките. Во духот на традицијата, вкусната храна и убавата дружба помина 6-тото издание на манифестацијата Етно вешта жена, што синоќа се одржа во Гостивар. Годинава во подготовката на етно трпезата учествуваа 7 гостиварки, кои приготвија најразлични јадења, торти, пити, колачи, по старински рецепти пренесувани во семејствата низ генерации. Етно вешта жена во Гостивар се одржува по 6-ти пат и задоволство ми е да го кажам тоа, затоа што од година во година, секоја година значи сме поуспешни со поголем број на учеснички, на гости и тоа од се срце, значи можам да го кажам и да ги поздравам сите учеснички мои кои што секоја година се трудат Етно вешта жена во Гостивар да биде да изгледа значи по-спектакуларно. Годинава имаме 10 учеснички кои што се потрудија масата на Етно вешта жена да изгледа како што изгледа. Имаат спремано значи многу убава трпеза со етно храна, се подразбира етно храна што е значи стари специјалитети кои што тие ги научиле од нивните постари. Тоа се значи комати, погачи, благи кои што датираат од времето на минатото и се потрудија масата да изгледа многу убаво, како и секоја година што се трудат тоа да го направат.
Јас сум Станко Скаменка и учесничка сум од самиот старт на Вешта жена и на Етно Вешта жена во Гостивар. Денеска се учествувам со погача и миливрод. Исто така имам изработено една торта, која на таа торта е представено огништето на Трница. Какво е чувството да се учествува на еден настан ваков? Чувството е најубаво што може да постои за една жена, мајка. Дали дома ги подготвувате овие јадења и други јадења по рецепти кои што сте ги научиле од вашите баби? Да, секако. Значи, нашата трпеза секогаш е наместена на начинот како што ја местела нашата баба, свекарва, мајка. Го практикуваме тоа. Манифестацијата Етно Вешта жена годинава донесе новини. Програмата беше освежена со пеење традиционална народна песна, читање поезија и драматизација во која учествуваа вештите жени. Значи пренесено на старите обичаи преку глума на вештите жени заедно со актерот Марко Богдановски. Марко Богдановски ќе биде во сите градови како олицетворение на еден свештеник. Значи ке нас во православието, без разлика дали се работи за нешто убаво или неубаво, благословување исклучиво иде преку свештеникот. Меѓутоа, за да се задржи вниманието на присутните, свештеникот ќе биде грешен и буквално така и ќе се пренесува со сите тие недостатоци што ги имаат како и обични граѓани, да кажеме. Вечерва овде ќе биде Гостивар со традицијата на печалбарството. Тоа значи, жените се дома ги обавуваат сите работи, земјоделски, домашни и покрај другото, значи им недостасува машка сила, меѓутоа за таа сметка, тука е свештеникот кој што нив малку ќе ги позабавува, ќе им помага и која е главната цел на сето тоа? Не е важно само да земеш дома да направиш стари јадења или било кои да ги поставиш. Замислете месец дена како Гостивар, вештите жени од Гостивар се подготвуваат за овој настан, па прво треба да замислат како тоа ќе биде, па да направат една приказна, а да ви кажам искрено, Гостивар ќе влегува не само во приказна, во едно филмување на целиот тој настан и соживување, а преку тоа се зацврснуваат сите нивни пријателски врски. Тоа нам ни недостасува. Ни недостасува таа љубов меѓу нас луѓето, а преку тоа и преку презентацијата тие ќе го дочараат сето она што го доживеале за време на самата подготовка. Етнотрпезата во Гостивар годинава ја наполнија Силвана Николовска, Гроздана Петровска, Елизабета Питулкова, Емилија Србиновска, Менка Станковска, Сашка Секуловска и Лјулиета Селмани. Караванот на Етно Вешта жена наредната недела ќе патува во Велес и во Тетово. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Тетово традиционално одржа комитска вечер. Целта на ваквите средби според Владко Ѓорчев, носител на листата од ВМРО ДПМН во 6-та изборна единица, е да се разменат мислења, но и да се дадат предлози за разни прашања кои ги засегаат граѓаните на Македонија. Ѓорчев од комитската вечер ги повика граѓаните да го дадат својот глас за ВМРО ДПМН во предсред на предвремените парламентарни избори закажани за 11 декември. Има повеќе стотици жители на Тетово и на околните места. Ова е добра прилика за дружење, но исто така и да поразговараме, затоа што унитарноста на Република Македонија и уставниот поредок на Македонија е работа која што е апсолутно важна. И тука нови избори не е тоа
само судирање на концептите на ВМРО, ДПМН или на СДСМ. Напротив, ние подаваме рака и кон оние луѓе кои што се во СДСМ, кои што гласале за СДСМ или за други помали партии, затоа што унитарноста и едноставно уставното уредување на Република Македонија е нешто кое што го засега секој еден граѓанин, особено во овој регион. Значи, се работи за специфичен регион, се работи за место кое што има исто така своји специфики и резултатот од овие избори е нешто вонредно важно. Значи, зборуваме за државноста на Република Македонија, зборуваме за безбедноста на Тетово и Тетовско, зборуваме за безбедноста на Гостивар и Гостиварско и навистина тоа се важни работи и гласањето на овие избори е нешто кое што можно да има реперкусии врз сето тоа. Ни треба стабилна влада со јасно мнозинство, за да таа стабилна влада може да обезбеди и безбедност, и унитарност, владење на правото и едноставно зачување на уставниот поредок на Република Македонија. Комитската вечер се одржа во ресторан во Тетово. Беше присутен заменик министерот за внатрешни работи Оливер Андонов, поранешната пратеничка од ВМРО ДПМН Светлана Карапетрова, председателот на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Тетово Горан Маноиловски, советничката група на ВМРО ДПМН на Советот на општина Тетово и членови симпатизери на ВМРО ДПМН. Телевизија КИС започнува со емитување на телевизиската анкета "Граѓаните зборуваат", во која жителите на Тетово ќе имаат можност да ги кажат своите согледувања за општествените проблеми и прилики, како и да истакнат кои теми и области треба да бидат анализирани во новинарските прилози. Со какви проблеми се соочуваат граѓаните на Тетово? Со сви. Што? Како го видите. Набројте ни неколку. Не сакам да бројам, ама го видите. Што му фали на Тетово? Тетово му фали дисциплина. Тоа е. Чистотата? Чистотата нул. Вработување? Ништа. Слабо е. Паркинзи сообраќај? Нема. Прво, најосновно е ѓубре ново е. Потоа, најбитно е сега што е врскаве со паркираниве возила. Тоа е катастрофа невидена во делот на тоа што немаве паркинг меставе. И тамо дека што е регулирано со цениве, и тамо нема место. Значи, тоа мора подхитно да се реши. Друго, во стариот дел на градот, кај што претежно живее македонско население, улиците се катастрофа. Значи, тамо не е уложено денар, може веќе имаве 15 години и тамо дека што имаве малкове услови, рецимо да се поправи, затоа што се претежно малкове, со малкове пари може да се преправат тие. Очигледно дека локалната власт не сакаве да уложиве тамо ни денар, не знам како пинако би го сметал тоа. Друго, сиромаштија голема, дефинитивно немаме фирми кои што работат, ако ги споменеме порано, рецимо еден Тетекс, едно единство, една медицинска пластика, еден Шикелак, еден Јуохром. Значи, од тиете фирми не работат, луѓе младиве, гледате, бегаат од овде, кај нема кај да работат. 3 кафиќи, претежно во кои што може да се запослат луѓе. Другото е катастрофа. Тие се основните проблеми што мислим дека се приоритетни за решање. Власта дефинитивно очигледно ги гледаве некои сиве шминкања, цветиња гледаме овдека, паркови, тоа што на обичниот граѓанин не му дава никако можност за подобар живот. Граѓаните на Тетово се соочуваат со економскиот проблем највише, со блокажа на банка, тоа сметки, и тоа ни е најважното. Приоритет ни е блокажа свегде, на све страни. Не знаеш дали ќе земаш плата или дали ти е платава у банка или кој ти го блокирал. Па да го деблокираш требаш плюс да доплатиш. Катастрофа. Како град што ни недостига? Како град ни недостига и сообраќајот вака. Многу е густ, да. Тоа треба паркинзи поќе да има такви работи. Тоа. Хигиена, чистота? Не е на ниво тоа, али тоа е најситен проблем
Економијата е најбитната сега моментално. Ништо друго, да. И се надевам на Зев да победи. Нема вода, види патови. Тамо кај комбите направиле еден кружен ток. Ненормално, ова држава ненормално. Ама сега имаме една предност што нема меѓу себе односи. Сме луѓе као сите. Тоа е позитивно. Народ го свати додека треба да живиме заедно. Паркинзи, патишта, тоа не све е густо, тоа е проблема ми се чини. Како град, прво, ако се свртиме, видиме дека Тетово стана више од мали пари, све станаве во еден градве на зградиве, на бетон, значи не рече више воопштове. Зошто Тетово е најзагадениот град. Се гледаве, порано ако во Тетово имале 3 згради, чешели, во кои што се, како што се изградени, се направени така да има пробив, да поминуваме целата таа работа. Сега Тетово станаве град на бетон. Значи зградиве невидени, урбанистичкото решение се невидени. Во тој контекст, мислим, основната работа е страшно е да град под шараве ние бидеме најзаградениот град во светот, во Европа, во светот велат дека е. И тоа е трагедија, мислим, тоа е најосновното. Другото кажав, начелно паркинзи и сите тие работи, али обавезно тоа треба се припази малку урбанава градба веште, тоа е трагедија, не видам. Па тоа ќе лошо се зачува, криза е, паре нема. Кој има мало, кој нема, па нема. Ете, видиш овој комшија излагал нешто да зема некој динар. Криза е за секого, не само за нас. Скапојќа е мало пазарот си е скап и таче. Што ни фали нас како град овде? Па фали, треба младиве да се запослат, заврши школу, па не никако без школа, завршил факултет, па седи 5-6 години и таже. Тоа фали. Тоа фали, криза, фабрика да се отвори да работа, луѓе, еден човек држи 5-6 фамилија дома и таче е со една плата и не може, и тоа без работа никако. Па ја мислим хигиената. Хигиената е на прво место. Тоа. Со кои проблеми се соочуваат граѓаните, еве конкретно вие? Па, со тоа. Вработување? И вработување е слаба. Работа нема. Све уреду. Како е било? Ништо не ви пречи, не ви смета? Не, ништо. Моментално е добро, па сега понатаму шта ќе биде, Бог зна. А што му фали на Тетово како град? Што нема? Фали мало нешто, ама свугде има проблеми, кај да идеш? Чистотата? Не збори, што е? Видите што? Кај има ова? Кај има ова паркирање овде? Кај има у свет? И у Бангладеш тоа го нема. Вработувањето? Тоа работување само овој политичари што го имат. Например, сум слушнал, не знам дали е тачно, ама слушнал додека седеш дома, земеш паре. Кај има тоа? Што нема, фали нешто, ама фала Богу, пак има. Друго, атмосфера е мало, не е бистро, чисто, како да ви кажем, тоа е работа. Загаденоста? Да, тоа. Хигиена? Хигиена, 50% добар е, 50% не е добар. Сообраќајот? Сообраќајот, катастрофа. Па, исто кај вас и кај мене проблемот е прво на маса. Нема што да ставляш да једеш. Во градот, па нема ни работа. Партијашите гледат само за себе. Тоа е работа. Хигиена, сообраќај? Хигиена слабо. Не како порано. У комунизам, кој беше подобро. Сега не. Најголемите проблеми на граѓаните у Тетово са улиците, паркинг просторите, а горе у горниот дел ѓубрето многу слабо се чисти. Горе плаќамо некои придонеси за ѓубрарина, за чистење на градот,
U život nikoj ne došao od karo da iščisti. Pa tija problem са. Вработувањето? Па вработувањето е проблем, ама сега полека се оправува. А е проблем. Младите не са вработани, ама ми се чини после избори свите ќе биде вработани. Ова ја влада ќе ги вработа, не би да мислите дека ќе има промени. Што немам, свашта немам овде. Што има добро овде? Ништо. Без работа луѓе, пари нема, тоа. Партиите така го направиле. И било која партија ќе влезе, тоа ти е исто. Не овај други, сите са исти. Mi su Makedonci dobro živimo. Ама да не малтретират народот и албанскиот народ. Овај тражи 60, овај други ќе ви дадем јазик, доста више со лажење. Умре братство единство више. Нема више Тито. Тито цркнал. Сега омладина треба да работат. Немој даваш плата, седи дома. Каде има тоа? И после не може ни татко да му каже нешто на тоа дете. Сега што е? Ја го молим народот нека гласи кога сака. Аман, треба овог пута да се гласи господин Менду Тачи, стварно. Он е промотор, он е диригент на ова држава, еднаш за секогаш. Или нема да види ова држава? На Тетово како град прво го фали, ако треба да биде град, треба да има театар и библиотека. Тетово нема ни театар, ни библиотека. Тоа е прво. После му фали гимназија за децата. И икс работи дојде. Иначе, Тетово моментално е најзапуштена општина у Македонија. Најзапуштено, а тоа сакам да го кажем, од властите од општина. Поготово кај што се наоѓа македонските улици. Ја живеем горе на Двабреса, ако заврне дожд, не можеш да пројдеш и канализацијата избија и од дождот треба да имаш шизме рибарски за да пројдеш. Не, апсолутно не сме загрижени. Мислиме дека СДСМ нема да добие ништо со овие акробации или пак со овие пораки за граѓански партии, бидејќи е изненаден и самиот албански електорат од каде излегоа тие како спасители, вели лидерот на ДУИ Али Ахмети во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Ky është vullneti i shumicës antarëve të Bashkimit Demokratik për Integrim. Dhe Bashkimi Demokratik për Integrim funksionon si një lëvizje mjaft demokratike, respektohet vullneti i shumicës, respektohet vullneti i ndryshimeve. Sigurisht edhe në të ardhmen do të ketë prurje të reja, dhe ky trend do të vazhdojë edhe në të ardhmen. Do thotë gjithçka bëhet me mirë kuptim, gjithçka bëhet me dialogim, me kompromise dhe të gjithë përpjekjet i bëjmë për të gjetë zgjidhje më të mirë. 14 години сте на власт. Што може да им понудите на гласачите на овие избори? На што ќе фокусирате вашата програма? Shqiptarët në Maqedoni me arritjen e marrëveshjes së Ohrit, sigurisht e fituan lirinë. Mirë po, tani njën nga prioritetet e Bashkimit Demokratik për Integrim do të jetë që kjo liri të materializohet edhe me barazin, sepse duke mos patur barazi, sigurisht edhe liria nuk mund të jetë ajo e tëra për të cilën kanë shpresuar qytetarët. За Европската унија и за НАТО мора решение на спорот за името. Тоа веќе вие го најавивте во некои ваши изјави дека очекувате новата влада да донесе решение за спорот за името. Ке коалицирате ли со ВМРО ДПМН доколку изборните резултати упатуваат на тоа? Tani është një realitet në Republikën e Maqedonisë. Akoma qytetarët janë të organizuar në parti politike mbi baza
etnike. Bashkimi Demokratik për Integrim nuk preferon se cila palë është më e pranueshme, më e mira nga komuniteti Maqedonës, sepse nga komuniteti Maqedonës vendos elektorati Maqedonës se kush do të jetë përfaqësuesi i tyre legjitim. Secila forcë politike do të marrë legjitimitetin, kjo varet prej vullnetit të shumicës së maqedonasve. Dhe ne nuk mund të imponojmë vullnetin e Bashkimit Demokratik për Integrim, apo të themi vullnetin e shqiptarëve. Целосното интервју на Радио Слободна Европа со лидерот на ДУИ Али Ахмети, че имате можност да го гледате денес на програмата на телевизија КИС со почеток во 19 часот. Во понеделник 14 ноември по повод Светскиот ден на борбата против диабетесот се организира мерење на шеќер во крвта во просториите на домот на пензионери од 11 до 13 часот. Сите заинтересирани бесплатно ќе може да го проверат нивото на шеќер во крвта. Денес имавме сончево време со умерена облачност, дуваше слаб до умерен северен ветер. Утринската температура се движеше од -1 до 6 степени, а дневната од 9 до 13 степени. За утре метеоролозите прогнозираат сончево време со умерена облачност и постудено. Утринската температура ќе се движи од -4 до -1 степен, а дневната од 4 до 9 степени.